Новите мерки стапија на сила, а се однесуваат само на нови случаи кои од денес па натаму ќе добијат решение за изолација и се лабораториски потврдени со ПСР или брз антигенски тест, потврдија за телевизија 24 од Министерството за здравство. Со мерките, изолацијата се намалува од 10 на 7 дена и на асимптоматските и на лицата со симптоми. Асимптоматските 3 дена по завршување на изолацијата задолжително да носат N95 или FFP2 маски при престој во затворен простор со други лица. На заболените со симптоми, деновите по изолација се утврдуваат со боледување од лекар, ако за тоа има потреба. За граѓаните кои сами купуваат тестови во аптека и никаде не се регистрирани од Министерството со препорака. Сите што имаат симптоми веднаш да се јават кај својот матичен лекар, со цел навремено да се тестираат и да се заштитат себе си и своите најблиски, како и да ги почитуваат сите превентивни мерки: користење заштитна маска, дистанца, изолација. Според владиното соопштение, тие што имале директен контакт со заболен, одат во изолација од 7 дена, освен ако се вакцинирани со 2 или 3 дози или се прележани, а од тоа не поминале повеќе од 6 месеци. Во Министерството дообјаснуваат, за сите други одлука носи епидемиолог со епидемиолошка анкета. Врз основа на препораките на Комисијата за заразни болести и УНИЦЕФ, владата одлучи од 1 февруари наставата да започне со физичко присуство на учениците со почитување на протоколите. Во меѓувреме здравствениот систем се мобилизира поради драстично зголемениот број на нови заболени и болниците кои се полни. Во првата фаза ковид центри стануваат, клиниките за неврологија и кожни болести се отвара и нов одел во 8 септември. Во втора, болни треба да прифатат Институтот за ТБЦ, детската болница во Козле и гериатрија. Се мобилизираат и медицински сестри и болничари за помош на инфективната клиника.